Почитувани, добро ни дојдовте во уште едно издание на емисијата на тема на Канал Плюс. Во опуштена атмосфера во летната тераса на ресторанот Аледар во Кочани. Разговараме со Драгана Јорданова од Кочани, која е ученичка, а сега во 4-та година ќе биде во Средното музичко училиште Сергеј Михајлов во Штип. А веќе издаде своја песна, има и спот за песната, па тоа е поводот да поразговараме токму со нашата сограѓанка, која има настапувано и на повеќе детски фестивали, а сега веќе може и да се појавува и на другите посериозни фестивали во земјава и странство. Драгана, како си? Супер, вие како сте? Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. За прв пат во емисијата на тема на Канал Плюс телевизија. Кажав ја во најавата дека имаш нова песна, имаш нов спот на песната. Така. Еве, кажи ми, Драгана, твоите почетоци се од настапот на фестивалчето Музички бранови во Кочани. Точно. Која и прва година беше во 2012-та, тогаш имав кога ти победи со песната Да, Клинка. така. Ајде од искуството неколку зборови. Прво не верував дека ќе победам. Бев 12 години, тогаш мало девојче. И многу бев радосна затоа што имав прва песна. Песната се викаше Клинка. И да, освоив прва награда за најдобра изведба. И потоа, после некое време ми направи спот на истата. Но, нели, како прв спот, некако не е баш толку искусна како сега, како ова време. Потоа, во 2013-та, повторно на истиот фестивал, учествував со друга песничка, Баже Баженце. Со неја освоив награда за најдобра музика. Така беше. И така. Кажи ми, од каде љубов тебе кон музиката? Дали имаш твоите, можеби, родители или баба и дедо се музичари, па еве се роди таа љубов кон музиката? Музиката ми е инспирација што како малечка, но немам на никој не сум метната во музиката, единствена сум што се занимава со музика. Да. Еве, како дојде до идејата да настапуваш на тоа фестивалче, која беше како една отскочна даска за да се бавиш понатаму со музика? Па, основното училиште ми кажа дека има аудиции, јас се пријавив. И кога ме избра, рекоа дека можем да учествувам. И нормално, ме направија песничка и прекрасно искуство. Да. Ти тогаш победи на првиот фестивал кој се организираше. Навистина интересна, беше многу жива песната, како што одговара и на твојот темперамент, претпоставувам. Баш детски хит. Да. И староински хит, да, сите деца слушаат сега, но многу е скоро за да ја сега дадеме, но еве сакам, предлагам тука во емисијата да слушнеме право Клинка, а подоцна ќе разговараме за твоите активности. Super da si žema i vodi
Супер да си шема. Драгана, ја погледнавме еве песничката Клинка, навистина кажав јас жива песна, така темпераментна како што одговара на твојот карактер и на темперамент. Убава песничка која остана хит, но ти продолжи со музиката. Кажав јас дека тоа беше како една одскочна даска за да продолжиш понатаму да се занимаваш со музика, но и твоја професионална определба да биде тоа, бидејќи ти се запиша во средното музичко училиште во Седим. Да, моментално сум 4-та година. Опсек музичар теоретичар и изборен предмет ми е изворно пеење, тоа е пеење на народна музика. Да, ја сакаш народната музика? Морам да признаам дека навистина кога почнав со тоа училиште, со средното училиште, си го школував гласот, се описменив музички, нотите ги научив и многу сум задоволна. Мора да го поздравам мојот професор Сашко Петрев, тој ми е ментор, тој ми учи на изворен начин да пеам. И така. Како ја доживуваш изворната музика, еве токму оној од секој си? Па тоа е нешто многу убаво затоа што во Македонија се поратко е неговата фолклорната традиција. И јас не ја порано толку сакав таа музика, но многу ја засакав, затоа што прва година го учам тој предмет, до сега, до 4-та година, 4 години. Да. Дали може би посетуваш и фолклорно друштво како малечка? Да. Не сега уште учествувам во фолклорниот ансамбл Китка из Тибања. И со нив имам одено на многу турнеи, имам пеено во неколку држави, Франција, Германија. Исто така бев и во Пореч, минатата година мислам, со фолклорниот ансамбл Кочани, од Кочани. И со нив пеев на сред град на плоштадот во Пореч и беше многу убаво искуство. Да стане луѓе да не гледат, да не слушат. Бевме толку интересни затоа што имаше и фолклорни играчи што играа ора. Се представивме многу убаво и сите беа задоволни. Добро искуство е тоа, дружење со луѓето, надворот земјава, еве тоа можеби ќе ти биде и одскок понатаму, за да можеш да пееш и своји песни надворот Македонија, не само во Македонија. Да. Еве, морам да кажам дека ти моментално настапуваш со повеќе бендови. Со повеќе бендови во Кочани и околу Кочани. Беше неколку години член во еден бенд, но сега веќе се дружиш и настапуваш со повеќе бендови. Да. Бев порано член во групата Positive Rock Band. Тие продолжија повторно да настапуваат. Јас продолжив со други бендови. Настапуваме во Кочани и околу Кочани, Источна Македонија. Да, која музика најмногу ја сакаат младите вие во вечерните часови настапувате? Позабавните, турбофолк. Тие што се хитови сега моментално ќе ги слушат. Ги научи, можеш да ги пееш сите тие песни? Да. Не ми се веќе проблем. Да. И ако имаш спот на една прекрасна песна, Каде да најдам мир, да, таа е мојата нова песна. Твојата нова песна, ајде неколку зборови за таа песна, за околу снимањето на спотот, кој ти ја напиша песната, како дојде до создавање на едно такво дело? Музиката и аранжманот на новата песна Каде да најдам мир е од Маријан Стоилов, СТМ Production од Штип. Текстот го напиша Слагена Николова, таа е од Проби Штип. И прво кога слушнав песната не ми се многу допаѓаше, но потоа направив и јас неколку измени. Јас си помогнав да направиме неколку измени затоа што нели музичко одам средно и помогнав да направиме неколку измени и испадна толку прекрасна песната. Да. И потоа видеозапис, аудио запис излезе на YouTube за прв пат. И после неколку време излезе и спотот на 7.7. Тоа е сега скоро. Но ти два пати ја промовираше пред да излезе видеозаписот. Да, промовирав јас Музички бранови, така? Во Музички бранови 2017 година, што се држуваше во Асном, кај нас во Кочани. Таму немаше награди затоа што имаше нели помали деца и неки бевме конкуренција, затоа мора тие да бидат само кандидати. Да. А големите учествуваа. Дел настапуваше, да. И потоа, после неколку дена, отидовме сите заедно Музички бранови да соработуваме со фестивалот во Крушево за еден идол, тоа е за Тоше Проевски, посветено. И таму се напреварувавме, веќе тоа беше ревијален, не тоа беше финален дел, така некако да го кажам. И победи една моја колешка, Магдалена Николовска, со незината песна, како се викаше? Да. Небето. Да. И јас не земав награда тогаш, ама таа зема награда и мислам дека ќе учествува на Макфест, таква награда зема. Да. Да, значи тоа е всушност одскок за да се настапува на Макфест, така? Победникот се настапува на Макфест, на тој идол. Така, да. Добро, но еве и тоа ти представува едно искуство да можеш понатаму да си добие спот таа песна. И еве како дојде до... Многу сакам да добијам спот на песната.
и разговарав со повеќе луѓе како да дојдам до некој што професионално се занимава со снимање на спотови, на видеа и на музички записи. И дознав за Андреј Георгиевски од Каменица. Неговата продукција се вика Bull Production. Тој исто така соработува со еден негов колега, Ненад Карчов. Тие го снимаа мојот спот. Спотот го снимавме на повеќе локации, на 3 локации во Кочани само. Првата локација беше во хотелот Ледер, првата сцена. Втората сцена беше на споменикот, горе кај нас во Кочани. Во Кубија. Така се вика, да. И потоа последната локација беше по патот на кај Брана градче. Затоа што имаше како натура, тражевме природа да има во подземина, не можеше да го има езерото. Да. Так, од каде идејата е да се формира таков спот? Ти помогна некој во целата реализација на видеото? На локациите, на изборот на локациите? Не, само јас и Андри тоа се договаравме. Да. Подршка нормално од моите родители, од сите мои роднини, пријатели, така. Која напиша песната? Кажавме? Слагена Николо. Да. Добро, тука предлагам, го објаснивме спотот, но ништо не можеме да направиме доколку не го видиме спотот и доколку не го презентираме на гледачите, иако претпоставувам веќе на YouTube има многу прегледи. Па да, за 2 дена, 3 дена има повеќе од колку што треба. Да, од очекуваното. Да. Тука предлагам да го погледнеме спотот Драгана, па се враќаме повторно со разговорот. Не можам да заспијам, сон не ми доаѓа. Тој негде со неја, а јас самувам. Сите ми зборуваат, но јас не верувам. Запругата среќе ме, далеку од мене. Кажи ми, кажи како да те заборавам. Како ли ден без тебе, јас да продолжам и да најдам и се да остава, кога секој ми ме прогонува без крај. Имам се, но што ќе ми е без тебе? Силна се правам, сама низ бурите. Кон тебе ме водат него чудни патеки. Сите други само се твои бледи копии. Кажи ми, кажи како да те заборавам. Како ли ден без тебе, јас да продолжам и да најдам и се да остава, кога секој ми ме прогонува без крај. Кажи ми, кажи како да те заборавам. Како ли ден без тебе, јас да продолжам и да најдам и се да остава, кога секој ми ме прогонува без крај. Драгана, морам да признам, навистина интересен, убав спот добила твојата песна. Претпоставувам дека и понатаму, нели, ќе
ќе се бавиш со музика и ќе има уште многу видеозаписи кои ќе можеме да ги презентираме на нашите гледачи. Кажи ми, еве во моментот кажа дека имате свирки секој викенд низ градовите во Македонија, тука во источниот дел. Но еве, дали ќе се одмориш ова лето, ќе одиш некаде на одмор? Да, ќе одам на одмор во Португалија. Не знам во кој град, ама мислам дека ќе поменеме и од кај Италија. Дозволува времето да можеш да отидеш на одмор некаде? Да. Затоа што имаш свирки. Мора да се одморам и јас малку. Да. Си дадов слободно време. Да. Добро. А кажи ми, спомена на почетокот од емисијата дека негуваш народната изворна музика, тоа и учиш, а таква музика свираше и пееше во Пореч во Хрватска, така? Токму така. Со што се представи таму? Со неколку народни песни, Јована Јованке, Лено Мори, сите прекрасни народни македонски хитови што си. Да. Ми спомена дека Со публиката беше придружба на воодушевена. Народен оркестар нормално, Да. тамбура и кавал. Да, вреди да се погледне тоа, да погледнеме таму. Прекрасно дел. е. Да.
Драгана, кажи ми, после одморва, па си да подготвиш други твои песни? Да. снимиш? Сакам да правам уште неколку песни и да стапам во учество на фестивалот во Штип, Макфест. Може За да тој се учествуваш таму? подготвувам, да. Треба само да испратите песна, Да. музика и текстот. И нормално, Се прави некоја селекција таму или не? се бират неколку песни, ама веројатно пошто има помалку кандидати, веројатно и ќе улезам. Да. Во Се учество да надевам бидам. дека ќе те снимиме и таму и дека ќе те видиме на Макфест. Благодарам. И дека можеби ќе ја носиш и победата. Така е, благодарам. Драгана, јас ќе се благодарам еве за одвоеното време, да можеме да ги презентираме твоите активности пред гледачите на Канал Плюс. Верувам дека и понатаму ќе се работуваме. Ви Повторно ќе ни благодарам на бидеш- поканата. Повторно ќе ни бидеш гостинка во Канал Плюс телевизија и кажуваме твоите настапи, твоите активности и се гледаме во друга прилика. Се гледаме. Благодарам.